Суперхерој со капа, шал и ракавици. Нема поубава радост од првиот снег. Тие мали и бели снегулки предизвикуваат само насмевки кај децата, а игрите на снегот никогаш немаат крај. Така беше и во тој последен декемвриски ден. Сите мислеа дека пред нова година нема да има снежни радости. Но сепак, точно на пладне, почна да снежи. И за кратко време надвор се беше побелено. Децата побрзаа да излезат надвор. Сите носеа зимски јакни, топли чизми, шарени капи и шалови. Сите освен еден. Да, токму тој, Филип. Никако не сакаше да носи ни капа, ни шал, ни ракавици. Не сакаше да носи зимски дебели блузи, ниту пак дебели чорапи. Не можам, жешко ми е, велеше тој. Тоа дете, не можам да разберам како не му студи, туфкаше мајка му. Филипе, ке настинеш, дојди, барем капа стави на главата, го молеше пред да излезат. Не ми студи, мамо, еве имам капа од јакната, викна и побрза низ калилата. Па кој ќе размислува за ракавици, капа и шал кога е толку забавно да се игра со снегот, си мислеше Филип додека правеше топки од снег. Но за кратко време рацете почнаа да му мрзнат. Ушите му се вцрвија како домат, носот и образите пак уште поцрвени. И тогаш се слушна едно силно апчиху! Филип, непослушен Филип, туфкаше повторно мајка му кога се вратија дома, тори му правеше чај од нане. А тој пак стуткан лежеше во креветот, покриен дури со 2 ќебиња. Мамо, извини, сгрешив, но навистина не можам да ги носам капата и шалот, како да ме боцка нешто по целата глава, се пожали Филип и шмркна со носот. Наредниот ден Филип беше подобар. Беше прв ден во новата година. Кога влезе во дневната соба, поделката забележа голема црвена кутија со златна панделка. За Филип, пишуваше на неа. Кога отвори, што ќе види? Капа, шал и ракавици со неговиот најомилен суперхерој, Бетмен. Но чекај, има уште нешто. Дебели црни термочорапи со жолтиот знак на Бетмен. Какви радости! Веднаш ги стави на себе. Толку беа топли и меки. Си го пронајде подарокот, праша мајка му. Значи сега си подготвен за борбите со снежни топки, се насмеа татко му. Благодарам, мамо и тато, се радуваше и Филип. Сега веднаш ќе ги ставам. Не сакам пак да ми замрзнат ушите. Само кога ќе се сетам. Филип стави се на себе, ја облече и јакната, а чизмите за на снег ги навлече врз неговите чорапи. Сега сум подготвен. Колку топлат чорапиве. Може ли сега да излеземе надвор? Може, опремен си како што треба, се смееја татко му и мајка му. Филип излета надвор. Другарчињата веднаш го забележаа и му кажаа дека е многу кул. Кој би рекол дека Филип може да биде суперхерој со капа, шал и ракавици?